Како би продолжило непречено да се одвиваат работите во спортот, чинам дека НБА беше првата, американската најсилна кошаркарска лига која направи бабл или балон, така наречен, во кој што играчите се изолирани се стручните штабови и така се одвиваше лигата, така се заврши минатата година, така продолжува и годинава, барем во некои спортови, кога е во прашање македонската кошарка и представници од Македонија, АБА-2 лигата деновиве во Бања Лука го одржува вториот балон после оној првиот во Златибор, а Македонија има двајца представници. Едниот е кошаркарскиот клуб МЗТ Скопје, кој што всушност требаше да бидат два работнички, не оној кој што замина во Бања Лука поради кошаркари позитивни на COVID-19. Меѓутоа имаме наш представник кога е во прашање делењето на правдата. Блаже Лазов е еден од најмладите и најдобри наши млади кошаркарски судии кои што го вклучуваме директно од Бања Лука, заедно со Едо Јавор, судија од Словенија, кој што пак е можеби најеминентното име на овој турнир, кој што е судија од АБА-1 рангот. Добро утро, Лазов. Добро утро, Владко. Добро утро за сите гледачи на утрински брифинг. Благодариме за тоа. Што е она што се случува во Бања Лука во моментов? Трае од 80 до 24, ако не се лажам, овој турнири, како што напоменав, работнички не е оној кој што пристигна, туку само МЗТ. Па да, како што кажа, ние сме на вториот балон на АБА лигата. Учество има 14 екипи, од кои што сите знаеме работнички не допатува поради позитивни играчи и така да мора цела екипа да биде во карантин. Така, да го прашам, ова е прашање и за двајцата секако, меѓутоа и господинот Јавор, што е она што е поразлично во пристапот кога се работи за судењето со или без публика? Дали притисокот е поголем или помал? Добро утро. Па да, puno fali taj osjećaj sa publikom, jer kad se publika veće, bolja je atmosfera na utakmicama, ipak taj nekad gurnu gledaoci nekako igrače u leđa, tako da ih pogurnu da igraju čak možda i malo bolje i zanimljive. Znači za nas je malo možda lakše, nema tako veliki pritisak kao kad je publika, ali za samu košarku i za naš osjećaj to bi bilo puno bolje kad bi bilo to nekako puna dvorana, kad bi se to malo više navijalo i kad bi bilo malo više te atmosfere sa navijačima. Tako da, nažalost, toga sada nema, a i tu nekako svi skupa uživamo, preko možda vi gledate preko televizije, ali za nas bi bilo ipak puno bolje sa gledateljima. Така, Лазов, јас напоменав, се работи за наш млад судија кој што суди во балканските, на балканско ниво. Од таа перспектива, кога се во прашање над преварите, нели во домашната лига, ќе напоменам, нели публиката ја нема. Меѓутоа, колку е тоа поразлично, бидејќи публиката е можеби таа која што најмногу му создава притисок на самиот судија? Па да, како што каже и колегата, сепак кошарката се игра за публика. Сите играчи, како и судиите, сакаат полна сала, сакаат да ги гледаат едноставно, да ужива публиката, да ужива во терен, да има притисок, знаеш, да... А вам вие се едно, претпоставувам, вие сте фокусирани на она што е на терен, и така и постапувате. Фаулите се фаули и чекорите се чекори. Да. Сакам да прашам во однос на судискиот систем во Македонија. Колку е
колку дозволува да се напредува од ранг во ранг со оглед на тоа што веројатно не е само Лазов во Македонија еден од оние млади суди, меѓутоа имаме аспирации за други личности кои што сакаат да излезат во Европа. Како се случува, или пак секако како почетен стадиум Балканот, како се случува тоа? Кој е системот низ кој што минуваат судиите? Па да, како што ваквото, имаме ние рангирање според бројот на утакмиците. После секоја утакмица добиваме оценки. Според бројот на оценките, на крај најдобрите, најуспешните идат во тие елитни надпреварувања, може да се каже. Господине Јавор, во какви услови се случуваат? Задоволителни или се протоколите под кои што се одвива овој турнир? Како сме задоволни за протокол? Значи, ми имamo tu super uslove. Znači, u Banja Luci su nam pripremili taj neki balon gdje moramo biti, gdje se ne smemo inače, ne smemo šetati van i to, ali sve što imamo u hotelu je super. Čak su nam stavili neki mali stolni tenis da igramo, da imamo malo sporta, da se možemo malo zabaviti u slobodno vreme. A sve što nam mogu ponuditi, ponudili su nam, tako da možemo jako dobro raditi, da napređujemo, da gledamo puno tih utakmica. Super je što su sve utakmice na televiziji, tako da baš možemo oko 2 do 3 utakmice na dan da gledamo i jako puno radimo na tome da kolege mogu malo napredovati, da dobiju više toga znanja. Tako da mi se dobro tu osjećamo i što se nas tiče ništa nam ne fali. И ако ги оставиме кошаркарските тимови на страна, а вие како колеги суди споделувате искуства, кога ќе направите споредба со оној кадар кој што доаѓа од Македонија и кадарот кој што доаѓа од останатите држави од Балканот, може ли да се направи некаква споредба што е она што фали кај нас, што е она што е можеби предност во нашиот систем? Pa evo tu možda, ko što imam iskustva sa kolegama što sam već sudio iz Makedonije, sigurno ima nekih segmenta gdje se može da se napreduje. Tu sigurno ima u tim nekim finesama, znači svi dečki dobro sude, imaju jako dobre odluke, imaju dobar taj feeling, kako se kaže, ali uvijek možda imam na nekom, mi kažemo, na tim pozicijama, kako da se kreću, kako da traže bolje pozicije, da ne troše svoju snagu za možda bez veze i tu imaju dosta nekog tog prostora da se nauče. Tako da, taj plus što kažete, jako imaju sve kolege imaju jako dobar osjećaj za osobne greške, znači znaju šta odsuditi i šta ne, znači taj feeling za utakmicu, znači baš su nekako košarkarski dobro izobraženi, tako. To je super. Лазов, при крај на разговорот, колку време сте веќе во овој сегмент судење кошарка на, барем кога е во прашање, домашната кошарка? Па јас повеќе може да скажа од 13 години судам кошарка, од кои што 8 години сум во првата машка кошаркарска лига. Така да ова е прва година кој сум дебитант во АБА лигата, а имав честа дори да го отворам турнирот со прва утакмица. Значи ја имам довербата кај комесарот. Заштитени ли се судиите во Македонија? Па да, заштитени како кај во сите држави, така и кај нас. Судиите се суди, знаеш, они се секогаш виновни. Играчи како играчи изгрешиле, сепак цела вина е кај нас. А односот на кошаркарите кон судиите? Па добро, во првата лига. Знае ли некогаш да биде предизвикувачки, да? Па да, знае некогаш да биде, но сепак тоа не е работа, тоа е судиско
тоа се судиите да мора да под секаков притисок, Така. под секаков. Да. Добро, јас ќе ви се заблагодарам на одвоеното време. Секако ќе ги следиме надпреварувањата кога е во прашање Македонската лига, а всушност и завршницата на оној турнир во Бања Лука, па веројатно ќе ви имаме вутрински брифинг. Повторно благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас.